Благодарам, подпредседателе, почитувани граѓани, почитувана јавност, колеги пратеници, почитуван министер, премиер, се извинувам, прави министер. Ова, уште кога почна дебатата за влез на Алијанса, за излез на Алијанса, за превирањата во Таравари, некако пробавме да му дадеме некој наслов, секако и денес со почетокот на седницата наслов, бидејќи има предлог за нов министер, и насловот од прилика, како што постои во економија, пазарна економија, ние би требало да му дадеме наслов пазарна политика или можеби хокеарска политика. Еден си оди, друг влегува, но тоа е работа која што се повторува веќе не подолг период, 30 години во македонската политика. Ова денес што го слушам како дебата, секако со наша помош помогната оваа теза, може слободно да се нарече или политичка шизофренија, може ние како пратеници да кажеме дека помагаме во тој политички фолклор и на крај, после се што се случува во оваа држава подолг временски период, најдолг од кога постои како самостојување, ние кога ќе дојдат вакви точки на дневен ред, треба можеби да викнеме играорна група овде во собрание, наместо да зборуваме за тоа што е суштина, барем нека биде забавно за граѓаните. Еве, вратете се назад од, бидејќи зборуваме за здравство, еве, видете за господинот Таравари какви изјави имало во претходниот период. Прв пат стана политички активен или доби политичка јавна функција во 2017 година, кога стана министер за здравство во тогашната влада. Тогаш, од денешното мнозинство, тогаш опозиција, беше нарекуван министер смрт, за тоа што се случувале смрт на новороденчина, неколку последователно за жал поред, меѓутоа беше нарекуван министер смрт. Од 2021 година, кога стана кандидат за градоначалник, тогаш беше најдобриот, најчестниот човекот кој што треба да ја добие довербата за да го води тогаш Гостивар. Вие тогаш како председател на ВМРО ДПМН, коалиционен партнер, ги повикавте граѓаните на Гостивар, кажавте, цитирам, јас ако сум Гостивари ќе ја дадам мојата поддршка за Таравари, меѓутоа и ја доби поддршката и тогаш беше се окей. 2023 година, кога Таравари влегува во друга влада, со своји, како партија со своји министри, тогаш беше прогласен за најголемиот криминалец во држава, човекот кој што не можел да докаже потекло на имото, на куќата која што е купил во Карпаш и така натаму. Во 2024 година стана дел од, како што кажавте вие, тогаш, и гледам денес исто повторивте, нов почеток, нова надеж. Тој министерот што претходно беше министер за смрт, сега стана министер кој што треба да прави реформи, да води здравство, да го реформира здравството, да ги реши сите проблеми и така натака, се до пред еден месец, кога стана исто така, кога станува еден од најлошите министри. Еве гледам и за кандидатот Азир Алију, кога стана министер за информатичко општество, не го спорам, еден од подобрите кандидати, луѓе, како човек сме имале кратко време да соработува, меѓутоа стварно со импресивна биографија и стварно квалитетен како општо како човек и како кадар. Меѓутоа, тогаш никој не кажа од денешното мнозинство, тогашна опозиција, дека бил од честно семејство, браќата му ги знаеле, снаите ги знаеле, реномирано семејство, богато семејство. Напротив, не доби ниту еден глас поддршка кога беше кандидат за министер за информатичко општество и администрација, фактички тоа што му е звање, за денес да биде супер истиот човек за министер за здравство, да не зборувам, бидејќи тоа е дел од тој така наречен политички фолклор кој што го спомнував претходно и кој што нема ништо, не носи ништо, ниту на македонската политичка цена, ниту на државата, напротив, не оди ништо кон подобро, се оди кон полош. И наместо ние денес да зборуваме за тоа што треба да правиме како држава, како она што вие го ветивте во таа нова надеж и тоа што им го дадовте на граѓаните како нова надеж со поддршката која добивте, денес имаме
пак препукување од една страна, од страна на Влен, кон Дуи, па тој бил вазал на Груевски и Мијалков, Дуи биле вазали на Груевски и Мијалков, па ако биле вазали на Груевски, тогаш во оваа биографија голема што е дава Азир Алију, стои дека 4 години бил советник на Груевски. И сега пак доаѓаме до тоа што го кажав на почеток. Политички фолклор, политичка шизофренија, ништо ново, ништо што носи добро на нашите граѓани. Ја отворив програмата, зошто го велам ова, зошто треба да зборуваме или зашто треба да ја користиме оваа говорница, ја видете вашата програма. Вашата програма вие, со која што ја добивте довербата на граѓаните, со која што добивте огромна доверба, затоа што ветивте и нова надеж, и реформи, и нов почеток, и како и да го наречите. Не зборувам за тоа што го нарекувавте професионализација, деполитизација, затоа што тоа нема ништо. Видете сите предлози кои што доаѓаат и за регулаторни тела, и за последно за Народна банка, АНАБ и така натака, да не бројам, веќе е спомнувано многу пати, од тоа нема ништо ново. Буквално тоа што било претходно 30 години, истото продолжува. Еве, ја земам ова што било дел од економија, бидејќи најавувам од оваа говорница дека бидејќи вие не ги пуштате тие закони, јас ќе ги предложам како пратеник од опозицијата или како пратеничка група. Видите, подигнување на прагот за регистрација на ДДВ 2 милиони на 3. Една година помина, нема подигнување. Ќе направиме целосен поврат на данок на личен доход за секоја вработена жена со новороденче. Една година, нула поврат. Враќање на даночни поволности на фирмите признат расход за уплатени премии за доброволно животно, ништо, една година, ништо. Зелена карта за олеснет поврат на ДДВ. 7 месеци фирмите доцни повратот на ДДВ за фирмите. Ние викам, вие велите и добивте огромна подршка од граѓаните, зелена карта за олеснет поврат на ДДВ. 7 месеци доцни повратот на ДДВ, а не да им биде нешто олеснето. Финансиска подршка за вработување на лица од јавен сектор. Така сте напишале вие. Фактички, за да ги стимулирате тие вработени во јавен сектор да дојдат во приватен, да стимулира државата, да помага, последно време излегуваат и партиски списоци за тоа што се прави дополнителен товар партиски на администрацијата. Значи не да се намали, не да се намалат трошоците, не да се намалат непродуктивните трошоци, дополнително не да се стопира. Продолжува со поголемо темпо и тоа ниту е нова надеж, ниту е нов почеток. Зголемена подршка за секој новородено дете и неговите родители. Сега ги читам вака тие први што ми се настрана. Еднократна финансиска подршка од 250 евра, ништо, нула. Еднократна финансиска подршка од 500 евра за второ родено дете, нула. Еднократна од 750 за близнаци и трето родено и секој, нула. Една година поврат на уплатен данок на личен доход за прво родено дете, нула поврат, една година помина. Значи помина една година. Ние не зборуваме за суштински работи овде во собрание. Што ви кажа? Политичка шизофренија која што ние како пратеници ја подржуваме со сите говори кои што беа досега барем кажани. Кој што кажал, што рекол, што направил и што не направил. Една година ништо од ова што досега е кажано. 2 години поврат на уплатен дан. Подршка за фирмите и работодавачи на мајки. Да не ги бројам, значи 29 точки. Откуп на стаж. Имате за социјална помош. Зголемување на гарантирана минимална помош за 10%, 0% една година. Зголемување за посебен за 30%, 0 зголемување. Зголемување на парична помош за потполно глуви за 20%, 0 зголемување. Значи се што досега стои во ова што вие сте го напишале, за жал, реализација има 0, а што правиме? Хокеарска политика или каква претходно е нарекол пазарна политика, еден влегува, друг излегува, како да се одржиме, како да продолжиме, ништо суштински не се разговара. И ова го кажувам најдобронамерно. Не за Азир Алију, како кандидат со биографија, меѓутоа против за Азир Алију како министер за здравство. Мислам дека Азир Алију има и образование, има и историја, има минато, има карактеристики кои што му даваа да води многу добро некое друго министерство или друга институција. Но ова, за да пополниме место, за да му направиме штета на Таравари или на Алијанса, па да земиме нешто, тоа е само пазар 3
реклама, Пет ја нарекуваше. Благодарам. За реплика е